Почитувани гледачи, продолжува програмата на утринската програма на Слободен печат. Тука со нас во студиото е Бојан Стојановски, пратеник на ВМРО ДПМН. Добро утро. Благодарам на поканата. Бојан Стојановски е млад политичар, но сепак со значително искуство, бидејќи изминатите 4 години бевте дел од собранието на Република Македонија и еве сега претпоставувам ќе влезете и во престојниот изборен циклус кој што го предводи вашата партија и како што е редот, како што на секој наш гостин го започнуваме. Првото прашање е поврзано со изборите, нели што очекувате од претседателските избори? Па прво очекуваме една коректна кампања, каде што сите кандидати ќе ги судрат своите концепти за тоа како треба да изгледа Република Македонија во наредните 5 години. Очекувам да видам еден квалитетен аргументиран надпревар на кој што граѓаните ќе одлучуваат согласно квалитетот на кандидатите, кој што во случајов јас мислам дека има соодветен квалитет за претседателски профил кој што ќе ги направи граѓаните горди. Очекувам потоа таа фер кампања да се преточи во фер изборен процес каде што ќе победи идејата за една понапредна, за една подостоинствена Република Македонија, односно целиот оној концепт кој што го нуди нашиот кандидат Гордана Силјановска-Давкова. И мислам дека Република Македонија е зрела по 32 години вака политички плурализам за жена председател, затоа што ако сакаме да правиме одредени сериозни промени во општеството, треба да настапуваме визионерски, а токму мислам дека по 32 години време е една од најсериозните позиции во државата да ја заземе жена. Едно прашање пред да предеме на другите теми, што беше тоа со подписите? Собрат се 28.000 подписи, а после со 30 претенички подписи поднесат за нејзината кандидатура. Имаше проблем некој со подписите? Немаше апсолутно никаков проблем. Тоа е една техничка работа и одлука која што потоа ќе го олесни функционирањето и во самата кампања. Тие кои што ги познаваат законите знаат добро за што зборуваме, така да посоодветно на тоа јас би сакал да ја искоментирам паниката на другиве кандидати, особено на претседателот на државата кој што 5 години ширејќи лаги и невистини малку се подизгуби во тој наратив. Така да јас ќе се согласам во една работа со неговата реторика. Брзо доаѓа 24 април, па ќе видиме чии подписи кои што беа собрани на тој ден се легитимни и реални, а чии се лажни. На 24 април се е првиот круг на претседателските избори. Како никогаш предходно се битни овие избори. Ја не сакам да ја намалам функцијата претседател на државата, но да бидеме реални, сите лидери, сите партии се многу позаинтересирани за ние други избори, тоа се парламентарните избори. Но сега некако како парламентарните избори да зависат од претседателските избори. Значи тоа што ќе биде направено на 24 април е многу битно за првиот круг на парламентарните избори, 2 недели подоцна на 8, уствари првиот круг, нема прв круг, еден круг е, нели? Кој се софаќа со вториот круг на претседателските избори. Зошто е тоа така направено? Чија идеја беше ова вака да се поклопат изборите? Дали вие сакавте вакво нешто или тоа го наметна власта? Па наше барање тоа беше уште многу поодамна. Јас само сакам да ја потсетам јавноста дека велеа дека прво ќе се одржат претседателски па парламентарни избори. Не беше рационално бидејќи едни избори во Република Македонија ги чинат граѓаните од прилика 20 на милиони евра. И сметавме дека доколку се одржат на изден, трошоците ќе бидат многу помалку, а и тензијата потоа од политиката во општеството значително ќе се намали, односно нема да треба да ги оптоваруваме граѓаните со дополнителна кампања. Јас се согласувам со вас дека можеби сега претседателските избори се најинтересни, граѓаните треба да знаат и особено оние кои што се занимаваат со политика дека по законите кои што ги уредуваат протоколите и тековите на самата кампања, претседателските кандидати ќе добијат многу повеќе внимание и од медиумите и во рекламирањето на медиумите, но и кај граѓаните бидејќи секој е заинтересиран кој тоа ќе биде шеф на државата во наредните 5 години. И тоа што е многу важно е што политичките партии сега во првиот круг ќе направат своевиден лакмус и токму затоа овој пат има 7 кандидати, односно има и кандидати кои што ќе имаат улога опозиција на опозицијата за да го намалат потенцијалот кој што би го постигнала Гордана Силјановска-Давкова и кој што го укажуваат сите анкети и расположението кај граѓаните. Така да лично сметам дека се она кое што е како политичка теза исфрлено во јавноста, маглата која што се креира дали некои анкети биле точни или не,
ќе се види на 24 април вечерта, за да може веќе на 8 мај сите политички партии да ги добијат резултатите онака како што и ги очекуваат, односно веродостојни резултати кои што ќе дојдат согласно резултатите од првиот круг, како што кажавте вие. Добро. Сега анкетите, велите, ви се наклонети и во случајот на претседателските избори и во случајот на парламентарните избори. Што значи тоа сега? Убедлива победа на Давкова во вториот круг и убедлива победа на ВМРО ДПМН на парламентарните избори. Може ли да ни кажете нешто така попластично како тоа би изгледало? Така. Па по она кое што го имаме ние како бројки мерени од јавното мислење, не само од анкетните куќи кои што традиционално изработуваат анкети за нашата партија, туку и од другиот многу пореномирани, анкетата на ИРИ и оние другите кои што ќе излезат во наредниот период од сериозни меѓународни анкетни куќи кои што имаат сериозно реноме во тој свет. Еве пред да дојдам во студиото видов дека Europe Elect има ова анкета каде што повторно Силјановска Давкова има огромна предност пред Пендаровски, укажува на тоа дека во првиот круг и покрај тоа што има 7 кандидати, Силјановска Давкова би имала предност од прилика минимум 100.000 гласа пред второрангираниот Пендаровски, додека во вториот круг таа разлика би била над 150.000 гласови, а ВМРО ДПМН, доколку ете утре би се одржале парламентарни избори, би имала победа од 54 до 57 пратеници, додека СДСМ би имала некоја бројка на пратеници од 27 до 30. Тоа е секако по на кое што го кажуваат граѓаните, што е многу важно да се го каже дека е пред самата кампања. Во самата кампања се динамизираат гласачите, пораката е многу подиректна, излегуваат програмите, сите оние гласачи се пронаоѓаат во одреден спектар во програмата и очекуваме токму во овие два датума и да ја максимизираме оваа поддршка уште повеќе. Спомнавте програмата, вие синоќа ја објавивте. Лидерот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски, ја објави, ја обелодени програмата која се однесува на наредните 4 години власт на ВМРО ДПМН. Може ли да кажете некакви детали за тоа, бидејќи има тука премногу материјал кој ние го видовме, го објавивме, граѓаните се уште тоа го читаат, но може ли да кажете што точно ќе биде во фокусот на ВМРО ДПМН? Тука ќе бидам краток, бидејќи сметам дека тоа е преекстензивна тема. Таа е програма која ќе има 1198 проекти, кои што се реални решенија на реалните проблеми на граѓаните и ги става луѓето на првото место. Ќе има 5 постулати, од кои што најважно ќе бидат борбата против корупцијата и економијата и животниот стандард, но и она кое што ние сметаме дека треба како визионерство да се направи во нашата држава, затоа што конечно веќе мислам дека треба некои работи да се померуваат од мртва точка. Ке кажам 5 или 6 работи. Прво, намалување на бројот на пратениците од 120 на 90 пратеници. Реформирање на институциите и министерствата. За тоа не треба консензус, двотретинско мнозинство? Треба консензус и тоа ќе биде услов на ВМРО ДПМН за наредното коалицирање. Значи ние не би сакале да коалицираме врз основа на поделба на пленот политички, кој колку и каде ќе треба да биде застапен, туку ВМРО ДПМН смета дека кој пат ќе има доволно пратеници за да не мора да се оценуваме ние на тоа ниво, туку да имаме еден нов политички концепт кој што треба да биде прифатен од тие кои што ќе дојдат и ќе сакаат да коалицираат со нас, затоа што сметаме дека бројката од 120 е премногу. Исто така сметаме дека треба да се направат, како што кажав, ремоделирање во овие ресорите, нов дигитален попис, исто така треба, напуштање на балансерот кој што е како концепт веќе тотално злоупотребен од политичките елити, тоа треба да престане, укинување на онаа позиција само за плаќање народни пари, заменик директор, сакаме да креираме нови 55.000 работни места, односно невработеноста да ја спуштиме на 7,5%, 5% економски раст, инфлација под 3%, повисоки плати, повисоки пензии, за се тоа фокус на капитални инвестиции, реализација на нови инвестиции и за се тоа кое што го кажав е објаснато детално во програмата со рок, средства на чинење и што е најважно за граѓаните, како ќе се стигне до тоа. Ке имате според прогнозите апсолутна власт, значи и председател и премиер и во моментов ВМРО ДПМН владее со најголемиот дел од општините во Македонија, тоа беше резултатот на локалните избори. Значи ќе нема оправдание за тоа барем во наредните 2 години или 4 години дека некој друг ви бил виновникот. Дали мислите дека има шанси да се барем дел од програмата да се реализира? Ја мислам дека има, и не би сакал да звучам преоптимистички, но треба 3 или 4 работи да се спојат.
Првата е фискална консолидација на буџетот, второто е функционален систем и функционални институции. За да имате функционален систем треба да имате кадри кои што ќе бидат соодветно квалитетни за да ги водат институциите, и четврто, нулта толеранција према корупцијата. Тие се тие 4 работи кои што треба да бидат застапени, заедно со мотивот и ентузијазмот, на вистина голем дел од овие проекти треба и мора да се исполнат. Она што е многу важно, што јас сметам дека граѓаните кон нас овој пат треба да бидат апсолутно неопростиви кон никаква грешка. Треба да очекуваат многу перформанси, треба да очекуваат политичари кои што ќе си ја работат работата и за секоја грешка или за некоја празна флоскула во јавноста жестоко да бидеме казнети. Само на тој начин прво и самата влада и институции ќе бидат подобри, а второ и доколку политичката партија едноставно не ги испорачува резултатите, соодветно на тоа на избори треба да биде казнета. Значи сакаме како што во политичката култура работите да ги однесеме на еден чекор повеќе, исто така потранспарентно да бидеме и казнувани за работите кои што граѓаните можеби нема да ги препознаваат како добри или соодветно квалитетни. Значи дека очекуваме еден поразличен ВМРО од она што го имаше во претходното владење кога премиер беше Никола Груевски? Па ете 7 години докажавме дека сме многу поразлични од тоа кои што сме биле во изминативе години, не само кога бил председател Груевски. Па можете да видите дури и во опозиција какви ќе бидат контурите на однесувањето на идната власт. Ете можете да видите по општините. Ја не велам дека постојат безгрешни, но постојат луѓе кои што учат од своите грешки и се исправаат, така да мислам дека оваа трета верзија на ВМРО ДПМН со таа нова генерација на луѓе кои што не биле инволвирани во претходните две, но и со искуството на оние кои што во претходните две генерации си ја работеле својата работа соодветно, покажува дека може да постави нов стандард. Значи оваа трета генерација очекуваме дека ќе биде, ако ништо друго, отворена кон медиумите. Па мислам дека досега во овие 7 години покажавме дека таа грешка во минатото е соодветно исправена. Сме подготвени да се соочиме со аргументите, бидејќи не постои добар и лош аргумент, туку постои квалитетен и неквалитетен, и токму затоа постојат ваквите формати на гостување за да се објасниме ако нешто соодветно не сме биле разбрани или ако сме сгрешиле со аргументи да ни укажат граѓаните дека не сме на правиот пат. Добро. Сега вие рековте претходно оваа последна анкета предвидува од 54 до 57 нели седишта. Во секој случај вие нема да имате 61 пратени, може ќе имате, не велам не, но со тоа што сега располагаме како податок е тешко да се претпостави такво нешто, значи дека ќе ви треба некако коалиција со некого. Во јавноста се шпекулира со тоа дека дури вие можеби ви влегле во коалиција со СДСМ, па не знам, со ДУИ, па или со она што го велиме ние така наречена албанска опозиција. Што разговарате во партијата? Какви се вашите предвидувања? И што смеете да го кажете во јавноста, нели? Па прво очекуваме ние по резултатот од првиот круг, како што кажав, на тој бран, зошто да не би стигнале и 60 или над 60 пратеници. Ја исклучува можноста на коалицирање со СДСМ, исто така многу е мала веројатноста. Зошто ја исклучувате туку? Тоа ја не верувам дека има некоја идеологија во двете партии. Па ја силно верувам во идеологијата на ВМРО ДПМН, но таму нема идеологија, е многу тешко да се разговара со пластелин ставови и сметам дека доколку таа партија не се реформира, едноставно нема тема каде што ние би седнале и би разговарале, бидејќи сме диаметрално различни за многу гледишта во општеството и за многу сериозни теми, за жал. Од аспект на ДУИ, верувам дека многу е мала можноста за нивната коалиција пред таа партија сериозно да се реформира и здраво е да заменат во опозиција барем 4 години, затоа што таму има многу ликови кои што се предолго на власт и кои што имаат направено многу штета на македонското општество и кои што не се идентификација за просечниот македонски и албански гласач. И затоа сметам дека најблиску сме до коалиција со албанската опозиција, но тука би сакал да нагласам дека овој пат коалицијата треба да биде базирана исклучиво на програмски цели и на реални политики, не на национал романтизам и такви политики кои што не носат ништо добро. Така да овој пат ние нема да прифаќаме поставување на такви услови и условите кои што ќе ги поставиме се тие, како што кажав. 90 пратеници, намален број на, односно реорганизиран број на ресори, распуштање на Советот на јавни обвинители на судскиот совет и сетине такви проекти кои ќе ги прифатим, можеме да разговараме со него. Во ред, но Јарбен Таравари и Меджити и другите од таа така наречена албанска опозиција велат дека едноставно ја темелат кампањата на уставните измени, кои се, барем како што вие тврдите од ВМРО ДПМН,
по диктат, нели, на Бугарија, односно официјална Софија. Дали би го прифатиле тоа нивно барање, па чим дојдете на власт да почнете да барате двотретинска поддршка во собранието за промена на уставот и внесување на бугарското малцинство? Сега ќе ви кажам како ќе заврши тој балон, ќе дојдат во седиштето на ВМРО ДПМН и ќе го постават тој уствов, веднаш ќе бидат одбиени и таа тема понатака нема да продолжи, затоа што ние јасно сме кажале недосмислено, уставни измени под вакви услови со бугарски диктат, без разлика биле опозиција и власт, едноставно нема да биде прифатен. ВМРО ДПМН во програмата има нов концепт, нов пристап како да се стигне и да се откочи европскиот пат, доколку го прифатат супер, доколку не, нека продолжат да делуваат во опозиција. И може ли тој пат да ни го објасните како? Секако ние многу европскиот пат. Да, многу пати сме го кажале тоа и сме кажале дека ите кога излеземе на избори нашиот концепт ќе биде јасен и граѓаните ќе го поддржат. Сметаме дека во оваа држава конечно треба да има политичари кои што зајакнувајќи ги состојбите внатре, едноставно може да имаат посилна позиција за репреговарање на самата рамка, која што укажува на тоа дека ние би биле единствената земја од тие 27 кои што се сега членки, кои што имаат дополнителен услов да една историска комисија го детерминира нашиот пат кон Европската унија. Тоа го направија политичари кои што едноставно не го разбраа моментот и не беа солидарни со најголемата етничка заедница во Република Македонија, тоа беа македонците, дека за такви прашања едноставно не треба да се преговара. Ние имајќи го тоа на ум и знаејќи дека треба да имаме повеќе сојузници во Европската унија кои што нема да не караат како амбасадорите кои што сега тоа го правеа и кои што беа во право, сакаме да создадеме една силна позиција однатре, да сите оние сериозни европски играчи кои ќе видат дека имаат држава која што има спроведено реформи, која што не е прва во корупцијата, која што има еден организиран судски систем, ќе може да ја поддржат и да ги разберат нашите барања дека е доста и дека оваа држава и овој народ веќе даде премногу за повеќе вака да биде оценуван од некои дневно политички потреби, од некои несериозни политичари во Бугарија. Сега да кажете, доколку ние средиме нашата држава, корупцијата, стандардот, нели судскиот совет, правната држава ја воспоставиме, дека во Брисел ќе имаат повеќе разбирање за нас. Па апсолутно, еве јас ви тврдам дека доколку и го решиме овој проблем на начинот на кој што бараат Пендаровски и СДСМ, ветото ќе стигне од една друга сериозна европска држава која што нивниот амбасадор не пропушта да ни укаже на нашите пропусти во правосудството, за кој што потоа поранешниот премиер, сегашен председател на СДСМ велеше нека си ги гледа работите во својата држава. Џабе ние уште 100 пати да променуваме устав кога во судскиот совет се влечат за уши и се тепаат кој ќе биде председател и кој каде ќе именува судија. Тоа не иде едното со другото. Така беше и кога се менуваше името и кога нели се додаваше придавката Северна, еден така влијателен амбасадор од една многу влијателна европска земја на нас, на новинарите Слободен печат, тогаш ни каже дека нема ништо од почеток на преговори со Европска унија, бидејќи ви имате проблем со корупција. Епа, апсолутно е тоа така. Тие го нотираат и исто така, предпоставам, зборуваме за истата земја, сегашниот амбасадор вели дека во Македонија се случува епидемија на корупција. И тоа треба да се спречи. Јас не велам дека тоа е ендемска појава последниве 7 години. Тоа е системска појава 32 години. Ама зашто да не почнеме да го решаваме од сега? И ние затоа имаме системски решенија кои што, внимавајте, мораме да знаеме дека кога ќе почнеме да се бориме против корупцијата, нема наш и ваш. Треба сите оние да бидат еднакви. Како? Многу лесно. Мечирање на податоците во државните институции, засилена дигитализација и дигитализирање на процесите и нулта толеранција према мој и твој. Едноставно тој кој што се огрешил, за кој што ќе се соберат докази, се знае каде му е местото. На таквите луѓе кои што, извинете на изразот, но морам да го кажам бидејќи нема посел одветен, легуваат голтари во политиката и по неколку години ги гледате како фамозни хотелиери или собственици на хидроцентрали или собственици на фотонапонски централи или по патики од по 500-600 евра кои што идат не парадираат на политички соочувања, мислам дека на народов му е преку глава. Ова хидроцентралите, не знам сега дали за вашиот лидер се однесуваше или за нашиот лидер има добиено судска пресуда дека тоа беа важни вести и СДСМ треба да се извини, но мислам дека еден поранешен лидер на СДСМ е особено застапен во тој бизнис. Еве проверете кој е најбогатиот 19 годишник во Македонија и ќе видите кој се занимава со таков бизнис. Сме провериле. Така, да. Добро, сега што е со образованието? Ова ќе ја злоупотребам оваа моја позиција сега да кажам дека викендов дознав дека ќерка ми не го користи учебникот по физика за 8 одделение, бидејќи наставничката и рекла дека формулите се погрешни. Значи погрешни формули во физика може да доведат и до нуклеарна реакција, така, да. нели?
Што ќе сторите тука? Прво, искрено малку ми е незгодно и срам ми е да го кажам ова во 21 век, 2024 Да не кажам година. дека Монт Еверест е висок, не знам, 29.000 метри. Прво ќе има учебник за секое дете. Значи од тоа ќе започнеме. Понатаму многу сериозно ќе влеземе во процес на менување на целиот образовен систем. Многу сериозен процес кој што можеби нема да биде примен соодветно од сите, но тука ќе замолам на трпеливост и од учениците, и од родителите, и од наставниците, бидејќи една таква авантура на еден пленум не донесе до тоа 7 години подоцна студентите на Финки протестираат пред владата, бидејќи зградата на факултетот се уште не е завршена и апсолутно нема никакво подобрување. Мислам дека прво ќе почнеме со посилна мотивација на самите наставници, почитувајќи ги колективните договори и покачување на нивните плати, соодветно подобрување на инфраструктурата, дигитализација на самото образование, затоа што е многу важно и отприлика планираме 50 на милиони евра да биде вкупната сума која што ќе се одвои за стипендии за средношколците и за студентите. Понатаму, ете, ќе зборам малку за високото образование. Сметам дека е срамота да немаме универзитет кој што нема да биде ни во првите 2000 во светот по Шангајската листа. 2000 е многу, мислам, за дека сме многу послабо се. Па ако видиме тоа дека укиме нашата, би кажалите, национална високообразовна гордост, а Нишкиот универзитет е во првите 1000, за Белградскиот, Софискиот, Лјубљанскиот, тука немаме шанси, ама со Ниш бар имаме шанса и тука сме подготвени недвосмислено да се судриме со сите оние, ќе кажам, можеби луѓе кои што се активни во образованието, кои што се во некоја безбедна зона, дека треба да знаат дека мора да бидат подобро подготвени за промените кои што доаѓаат, не зборам само кај нас, туку зборам и на балканско ниво, бидејќи само со подигнување на квалитетот на самата настава можеме ние да очекуваме и поквалитетни ученици и дигитализацијата да влезе во основното и средното образование, но не овој концепт кој што беше неуспешен, туку со зголемување на знаењата и со мотивирани наставници да успееме да го подобриме образованието, бидејќи да бидеме реални. Во топ 3 најголеми проблеми се образованието, здравството и нефункционалноста на системот и тука мораме многу подобро да влеземе во реформи и мерки кои што ќе го подобрат концептот на самото образование. Здравствениот систем, нормално, вие нема да бидете министер за здравство, но тука состојбата е катастрофална во јавното здравство. Ја често се шегувам, велам, кај нас во Македонија реформа е потребни во приватното здравство, а не само во јавното. Сериозна е реформа во приватното. Ама сериозна е ситуацијата многу. Тука предпоставувам би се ангажирале веднаш. Така, имаме ние, вчера имаше една интересна трибина во која што успеав да ги слушнам и да ги разберам трите најсериозни концепти. Прво е мотивиран медицински кадар со соодветен платен труд, кој што едноставно треба да биде така, бидејќи плати ќе им дадете. Апсолутно, но не знаете тука граѓаните перцепираат дека на докторите во здравството има многу работници кои што се и медицински техничари, болничари или во администрацијата кои што не се доволно мотивирани, а веќе приватното здравство, но и примамливоста на самата професија во Западна Европа ги тера да се иселуваат, да мигрираат. Колку повеќе ние ги губиме луѓето, толку повеќе паѓа и квалитетот на услугата. Втората работа која што е соодветно е здравствената инфраструктура, значи завршување на клиничкиот центар во Скопје и во Штип, кој што ќе биде соодветно квалитетен и да треба да обслужува доста граѓани, особено на истокот, опремување нормално со машини и апарати кои што ќе знаат да ги раководат од медицинскиот кадар, бидејќи ние имаме многу машини кои што верувајте седат во подрумите и тоа е констатирано и во извештајот на Државниот завод за ревизија, бидејќи медицинскиот кадар не знае да ракува со нив. Не е обучени. Точно, и третата работа кој што како се создава перцепцијата на граѓаните за здравството. Прво, хаос во инфраструктурата, несредени, уништени здравствени установи, а второто, редиците на чекање и неорганизираноста во системот. Тука ќе понудиме еден нов, интересен и иновативен концепт кој што е модерен и е прифатлив и во други институции, како известување по SMS пораки, воведување на ред со бројчиња, дигитализација на самото здравство, се извинувам. Мој термин кој што би бил проширен и надграден, да секој пациент кој што ќе се закаже прилет да знае точно во колку часот треба да дојде, да нема прекоредици, кој доктор ќе биде примен и да може своето време да го организира на тој начин, а не да чека бескрајно во бескрајните редици во ходниците во болниците во Република Македонија. Добро, сега тука некаде на крајот тоа што вчера мислам беше обелоденето дека ја ширите коалицијата, односно на СДСМ одземавте неколку коалициони партнери, ќе вас премина Љубе Бошковски, Петар Богоевски, така и Павле Трајанов, Стојан Чангелов, значи старо нови лица кои што така често знаат да
прилетат во Србија ги викаат прелетачевичи, ке раз треба да измислиме соодветен термин. Вреди ли тоа? Па мислам дека вреди, бидејќи ние разговараме со многу политички партии, не само со тие 7, не е исклучува можноста до затварањето на рокот да преминат уште повеќе партии во нашата коалиција. Можете да видите од нивните изјави дека преговорите со ВМРО-ДПМН се не на принципиална основа. Не тргуваме ние таму со функции или кој каде ќе биде, туку им го кажуваме нашиот концепт, кои се нашите очекувања, кои се нашите принципи и дали ги прифаќаат, и до сега овие 7 политички партии ги имаат прифатено принципите. И нормално очекувам таа коалиција да се шири и овој пат ВМРО-ДПМН на изборите да настапи со убедливо најголемата коалиција која што некогаш излегува на изборите во Република Македонија, бидејќи важно е каква порака тие праќаат кон граѓаните. Без исклучок сите 7 политички партии кои што преминаа кажаа дека нивните очекувања не биле реализирани, дека очекувањата едноставно не биле исполнети и дека многу лаги и манипулации се ширеле внатре во коалицијата. Тоа со нас нема да го добијат. Нормално доколку се согласат да ги применат и да се однесуваат согласно тие принципи, може да бидат дел од коалицијата, доколку не се пронајдеме, тоа е тоа, нека им е со среќа на нивниот заеднички пат и понатака нека функционираат како што одлучуваат. Кога ќе биде тоа затворена коалицијата и објавени конечните листи за парламентарните избори? Па очекуваме некаде од прилика 28-9 март да биде официјалното потпишување на тој коалицијски договор на коалицијата за обнова на Македонија. До тогаш се уште ќе се водат преговори, интензивни се тие преговори. Тимот во партијата кој што е составен од потпредседателите и некои други искусни политички лица секојдневно работи со таквите политички партии. Морам да кажам дека во текот на вчерашниот ден или во текот на наредните денови 100% сум сигурен дека таа коалиција уште повеќе ќе се проширува, така да мислам дека е важно што и тие политичари кои што можеби имаат лавирање во различното учество на нивните политички партии во различни коалиции, го препознаваат моментот на промени и тоа е сериозен индикатор и порака кон граѓаните. Тоа Павле Трајанов мислам дека е неверојатно добар индикатор каде оди власта. Точно неговата изјава на господинот Трајанов беше и сериозна порака и кон граѓаните дека ние имаме донесено принципиелен став за учеството во пратеничката група, сакаме една похомогена пратеничка група и сакаме да дадеме внимание на оние кои што биле подолго време со нас во коалиција. Традиционални наши коалициони партнери се Социјалистичката партија и партијата, Српската партија на Иван Стојлковиќ, така да. Тие се ваши цело време, тие не поминаа. Така и многу е важно и господинот Трајанов кажа дека тој дошол со тие принципи кои што биле изградени кај нив. Ние си стоиме на нашите принципи. Си имаме пронајдено во некои други делови кои што господинот Трајанов отворено ги критикуваше, неселективна борба против корупција и така натака, така да тоа е тоа кое што сме се согласили каде што можеме да се пронајдеме во функционирањето. Бојан Стојановски, јас ви благодарам за овој навистина интересен разговор. Се надевам дека повторно ќе дојдете кај нас и ве држам за збор доколку победите, доколку формирате нова влада, дека ќе видиме едно трето, едно ново ВМРО ДПМН на кое што не сме навикнати. Јас ви благодарам за поканата и сакам тука во една реченица да ви го повторам ветувањето што колегата Левков ви го дал. Без разлика дали во каква позиција ќе се најдеме во наредниот период, ќе продолжиме со видеата кои што ги снимаме, за да биде така потранспарентно за граѓаните, можеби од таков. Чија таа идеја на Левков или ваше или заедничка беше, затоа што двајцата сме многу фанови на еден таков неконвенционален начин на комуницирање. Имаме и критичари, имаме и доста луѓе кои што го одобруваат тоа што го правиме и ќе продолжиме. Сигурни сме во тоа. Одлично, благодарам многу. И благодарам многу среќа ви посакувам. Почитувани гледачи, останете вие со Слободен печат, следуваат лекарски теми, теми од медицината, педиатријата со колешката Валентина. Пријатно од мене.